Според официјалните статистики, утврдено е дека расте бројот на пријавени и регистрирани случаи на семејно насилство, а Струмица е една од општините веднаш после Скопје во која има најголем број на кривични дела против семејно насилство. Но тоа во никој случај не значи дека во Струмица е зголемен бројот на семејно насилство, туку тоа е во позитивна насока, заснована врз апсолутно добро спроведените активности на локалното координативно тело во насока на освестување, односно охрабрување на самите жртви да го пријават семејното насилство во соодветните релевантни институции. Тргнувајќи од тој факт, односно од фактот што семејното насилство е општествен, а не индивидуален проблем, и секако по барање на невладиниот сектор општина Струмица сметаше дека е неопходно да ги поддржи граѓанските организации кои работат на полето на семејното насилство заради зголемување на свеста на граѓаните и јакнење на капацитетите на надлежните институции заради еден покоординиран пристап насочен кон институционална поддршка и подобрување на квалитетот на живот на жртвите на семејното насилство во нашата општина. За таа цел, Општина Струмица во 2010 година подпиша договор со Асоциацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА од Скопје за реализација на проектот намалување на ниска преваленца на семејно насилство во Општина Струмица, во чии рамки локална партнер организација беше избрана Организација на жени, како здружение кое долги години работи на оваа проблематика. Во рамките на проектот беа извршени низа предавања и едукации меѓу граѓаните во градот Струмица и населените места, и во тој контекст беше формирано и самото локално координативно тело за борба против семејно насилство. Резултатите од проектните и теренските активности покажаа дека секако расте бројот на пријавени случаи на семејно насилство, но дека жртвите најчесто се соочуваат со најголемиот проблем, тоа е финансиската зависност и моменталното непостоење на засолниште за нивно згрижување, заради што најчесто тие секој пат се враќаа во кругот, односно во насилничкиот круг. На иницијатива и по предлог на граѓаните, во рамките на програмата Форуми во заедницата, отварањето на шелтер центар за жртви на семејно насилство се наметна како еден од трите приоритети во нашата општина, и отварањето на ваквото засолниште стана составен дел од буџетот на општината за 2012 година, како што впрочем и градоначалникот потенцира. Земајќи ги предвид потребите на граѓаните и ранливите категории, општина Струмица во јули 2012 година подпиша договор за реализација на проектот воспоставување на шелтер центар за згрижување на жртвите од семејно насилство. Договорот беше подпишан помеѓу општина Струмица, која обезбеди финансиска поддршка во износ од 800.000 денари. Здружениот, односно Асоциацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА, се вклучи како носител на самиот проект, односно се вклучи со собствени средства во висина од 300.000 денари, секако вклучувајќи и експертиза. Локалната невладина Организација на жени од Струмица доби мандат да менеджира со самиот шелтер центар и секако како еден многу важен партнер во целата таа проектна активност се појави Македонската православна црква Струмичка епархија со ставање во функција на своите постоечки простори. Во тој контекст и сите тие спроведени активности во рамките на ефикасно справување со борбата против семејно насилство би сакал во рамките на онаа што значи некој си извештај, би сакал да ви посочам, односно да ви акцентирам активности кои што беа спроведени, секако во насока да добиете малку појасна слика во однос на она што се спроведуваше од страна на општината. Беа спроведени обуки за јакнење на капацитетите на теренските работници за семејно насилство од 3 локални невладини организации, беа спроведени обуки за оператори на телефонските инфолинии секако од 3 локални невладини организации, беше отворена локална телефонска линија, организирани 4 тркалезни маси и една трибина за зголемување на свеста на населението за семејното насилство како општествен проблем,
Реализирани беа теренски активности за зголемување на свеста меѓу локалното население од страна на теренските тимови во урбаниот дел и руралните средини на општина Струмица и секако се спроведуваа континуирани состаноци на локалното координативно тело за борба против семејно насилство. Во тој контекст се постигнаа и следните резултати. Вкупно 160 семејства се директно опфатени преку теренските посети и едукативните сесии за семејно насилство. Повеќе од 180 граѓани од општина Струмица присуствуваа на тркалезните маси, реализирани како 4 тркалезни маси во просториите на општината и 3 во руралните заедници. Организирана е јавната трибина во општината како дел од светската кампања 16 дена активизам за елиминација на насилство кон жената. Отворена е локалната телефонска инфолинија за семејно насилство, која што е финансиски поддржана од страна на општина Струмица и во тој контекст 23 жртви, како жртви на семејно насилство, добија поддршка и се препратени до релевантните институции за соодветна заштита во рамките на самото пријавување преку телефонската инфолинија. Секако најголем успех за тоа имаше силната посветеност и заложба на членовите на воспоставеното локално координативно тело за борба против семејно насилство и избраниот представник од општината, а секако најголема заслуга имаше големиот сенс на градоначалникот за оваа сензитивна проблематика. Јас се надам, уште еднаш ќе потенцирам дека набрзо и во Струмица ќе видиме лидери на социјално одговорни предпријатија, особено во делот на семејното насилство, и се надевам дека како на општината, така и на локалната невладина организација, така и на она што значи шелтер центар, ќе им се помогне за да биде сето тоа одржливо, за да може да се работи најсеопфатно, најфункционално, бидејќи кој што спомна градоначалникот, постојат меѓународни одредени стандарди кои што треба да се испочитуваат, а секојаш одредените стандарди за да може да се реализираат, за тоа се потребни и доволно. Јас би сакала само на почеток да кажам дека организација на жени во партнерство со Сдруженијето Хера и секако со поддршка на општина Струмица веќе неколку години работи на оваа проблематика на семејното насилство. Меѓутоа, во претходното наше работење утврдивме дека ние ги едуцираме луѓето за препознавање на проблемот и за пријавување на истиот, а потоа не сме толку мокни да им помогнеме. Значи, се зголеми бројот на пријавени случаи, меѓутоа немавме, ние како невладина организација, немавме можност како да ги згрижиме луѓето, како да избегнат од тој насилничкиот круг, за повторно да навлезат во секојдневните општествени текови од живењето. Благодарение на тоа што општина Струмица, особено градоначалникот Зоран Заев, го препозна проблемот како општествен, како што рече и господин Милушев, значи кој што не тишти сите нас, а не дека се случува само таму на некое семејство и тоа е индивидуален проблем. И секако по иницијатива и на граѓаните во рамките на програмата Форуми во заедниците се отвори шелтер центар со кој што можеме да ги згрижиме луѓето кои што трпат насилство, пред се жените и децата. Би сакала исто така да споменам дека во нашата држава тоа е единствениот шелтер центар кој што е финансиран од општински пари. И затоа сме многу благодарни до општината и до градоначалникот што овозможи функционирање на вакво засолниште. Засолништето веќе работи од 6 овој месец. Во него има сместено во моментов 4 лица, едно мајка со 3 малолетни дечиња, прекрасни дечиња, кои што не се од место на живење во градот, од населено место, успеавме да ги префрлиме дечињата во друго училиште за да не го прекинат образовниот процес. Со нив секојдневно работат психолог и социјален работник. Бидејќи целта на шелтер центарот е да обезбеди сеопфатна грижа и третман на лицата кои што ги користат тие услуги таму, тоа подразбира 24 часовно згрижување, психолошка поддршка, значи обезбедена е храна која што е обезбедена од средствата на општината за реализација на овој проект. Понатаму правна помош се нуди
Има бесплатна правна помош, значи соработуваме со адвокат кој што им пружа бесплатна правна помош во однос на правни советувања и на застапување пред надлежните органи. Нивно јакнење, психолошко јакнење во однос на тоа тие повторно да може да се реинтегрираат во општеството, повторно да може да излезат на пазарот на трудот за да барат работа, за се со цел да добијат економско јакнење, односно финансиска независност, бидејќи сместувањето во шелтер центарот трае вкупно 6 месеци. За тој период стручните лица работат со нив, за да може, како што и претходно напоменав, да се обезбедено психолошко јакнење, меѓутоа откога ќе излезат од шелтер центарот, потребно е да бидат независни за понатаму да може да го продолжат својот живот. Од тука и ни е потребна таа соработка со вас како бизнес сектор, за да можеме сите се способни за работа. Меѓутоа живееле во такво семејство каде што сопругот најчесто ги контролира или од љубомора им забранува да оди на работа, тие морат да се повлечат дома и остануваат без основните екзистенцијални средства. И затоа ни е потребна вашата поддршка да изнајдеме модалитети и начини како да може, откако тие луѓе психолошки ќе се заеднат, да можеме да им обезбедиме вработување, за да можат да водат еден квалитетен живот пред се за себе и за своите дечиња, кои што како секундарни жртви преживуваат најмногу трауми и стресови. На црквата мисијата е таму кај што сум јас и кај што сте вие. И треба црквата да е живо вклучена во секојдневниот живот. Каква црква ќе е таа, која е мртва црква? Нашата црква Свети 15 заедно со епархијата, нели, сега е во актива. Чест ми е така што се дружам со вас, иако повозрасен. Меѓутоа мислам дека се ќе направиме како што треба. Јас сум кажал, додека стигнали работата да нема леп, не смеете да кажувате одма ќе им се даде леп, ќе им се даде храна, течиња се они упрашања, а хуманитарна е нашиот позив, барем така, ако не колку помагаме, тој друг е сад. И навистина мене ми е кеф. И мислам дека Господ ќе ми свали некој минус, ќе ми го направи плюс. Се надевам на вашата поддршка, нели? Мислам барем таа морално, ние сме пак малечок град. Скоро се знае секој што работи, што и право на уговарање сме склонни. Таква ни е структурата на секојдневието во кое што живееме. Се нас не тишта два проблеми. Првиот проблем е, значи, енергијата, отоплувањето, и вториот проблем е, јас заговарав со вас, нели, и вториот проблем е, кажи го, исхраната. Децата не знам што направија со исхрана, како е, што догаѓа. Јас сум малку практичен. Јас во практика не можам многу да кај мене што мислам, јас ќе го кажам после и веќе, нели, така. Значи, тие се две работи што не потиснуват. Другите работи веќе така сега е добро, само гледајте да го решиме проблемот со исхраната на децата, на тие загрозените и со отоплението. Тоа ми е главното. Јас ја ставив 2000 кила нафта, ама многу се троши, нели, секој ден. Врте ова, се си помпата си врте и така натаму, па скапа нафтата. Се надевам дека нели што скоро време и гаски има. Ви благодарам. Клучни актери да дискутираме кои се можностите да се унапредат состојбите кои што се поврзани со семејното наследство во конкретно на локално ниво во општина Струмица. Семејното наследство постои, значи, не само кај нас во Македонија, туку и дури во високо развиените земји. Меѓутоа постојат различни механизми и модалитети како различните држави се справуваат со истото, затоа што е идентификувано како навистина еден штетен феномен кој што го уназадува и социјалниот и економскиот развој на самите општества. Затоа е многу важно со конкретни механизми и мерки да се општествата да се справуваат со истиот. Република Македонија неодамна почна да го третира овој проблем како општествен проблем. Многу, и тоа е можеби една од причините зошто во Македонија семејното наследство толку долго се толерирало. Изминатите десетина години државата го препознава во рамките на своите закони како кривично дело и затоа многу поотворено се разговара токму за овој проблем.
Меѓутоа и ќе видиме и во самите истражувања и секако и нашите искуства покажуваат дека се уште во Македонија, вклучително во општината Струмица, семеното насилство е длабоко вкоренет како механизам за решавање на семените проблеми и дури дел од луѓето се уште го сметаат како нешто што значи проблем кој што треба да се решава исклучително во рамките на семејствата и тоа се надевам многу скоро ќе свеста ќе се зголемува, а секако конкретните мерки кои што веќе се спроведуваат ќе придонесат истото да се случи. Јас само накратко би споменала статистика која што загрижува во Република Македонија, а така најголем дел од жртвите, како што дел од говорниците веќе споменаа, се деца и жени. И најчесто во Македонија, да речеме, едно истражување кажува дека секоја втора жена е жртва на психолошко насилство, а секоја пета на физичко насилство. Статистиките можат да варираат, да се подобри или полоши, меѓутоа дури и тркалезните маси спроведени со помош на локалното координативно тело изминатите 2 години, каде што беа посветени и на кои што присуствуваат околу 180 лица од руралните средини и од градот Струмица, покажа всушност дека и во Струмица секој втор граѓанин, ако не секој прв, изјави дека или во рамките на неговото семејство или во рамките на најблиското соседство постои семејно насилство, што е особено загрижувачко и секако треба да се адресира во иднина. Секако, како што кажав, и самите последици од семејното насилство се навистина негативни, не само на индивидуално ниво, кој што многу дел од говорниците веќе ги споменаа, затоа што семејното насилство трансгенерацијски се пренесува, па така е многу тешко да се прекине тој ланец круг. Односно, децата кои што се свидетели на семејно насилство, најчесто или се сторители во иднина, или пак трпат семејно насилство, што е особено значајно да се прекине како ланец. Меѓутоа, и тука последици има и во рамките на семејството, меѓутоа, како што кажа, и на локално ниво, и секако на национално ниво, имајќи предвид сите оние трошоци кои што се потребни за да се санираат последиците од семејното насилство. Ова средба беше многу добра и со тоа ни покажа дека бизнис заедницата може многу да помогне во справувањето на овие случаи на жртви од семејно насилство, со кои поволности кои ги нуди и самата општина и државата кои ги нуди. Мислам дека и од мала помош и од наша страна мал придонес кон општеството, мислам дека може да се решат многу проблеми и многу да се помогне едноставно на тие луѓе да си го пробуваат тој живот. Фирма имаме потреба од вработување на луѓе. Па би сакал да вработиме колку што можеме повеќе такви луѓе со еден начин да помогнеме, а со тоа знаеме дека тие луѓе ќе дадат се од себе за работата, значи да се изборат и они од таа ситуација во која се западнат. Денес чекор понатаму со проектот Семејно насилство, кој што Центар за згрижување на жртви од семејно насилство, кој што во општина Струмица се имплементира и навистина представува одличен позитивен пример, кој што пушта силна порака низ секаде низ Македонија. Општина Струмица е прва општина која што заедно со ХЕРА, невладината организација, Организацијата на жени од Струмица, како и Македонската православна црква Струмичка епархија, се зафативме со имплементирање на еден ваков проект и навистина првите резултати се одлични. Како градоначалник се чувствувам спокојно, се надевам и граѓаните, кога знаат дека имаме ваков центар, кога не дај Боже се случи во било која фамилија, да може општеството благовремено да интервенира. За жал, најчесто жртви на семејно насилство се жените, а со тоа и дечињата, но секако и мажите не се исклучени. Овој проект продолжува успешно да функционира и за неговото успешно функционирање неопходно во иднина е барем малку, ако не повеќе, вклучување на бизнис секторот. Зошто? Заради тоа што социализацијата на жртвите од семејно насилство бара и трајно решение на проблемот. За охрабрување на овие жртви мора да се обезбеди и трајна екзистенција на дел од жртвите, значи трајно вработување, можност за социјално згрижување и било какви одредени специфични потреби кои што се јавуваат кај одредени жртви. Токму тука очекуваме подршка од бизнис заедницата, заради тоа е денеска и овој состанок, координативен, каде што ни присуствуваат и дел представници на бизнис секторот од Струмица, за да ја најавиме наредната активност.
Што значи дека во иднина Хера, Организација на жени, Македонска православна црква и општина Струмица постои веројатност да се обратат кај некој од приватните фирми за да згрижат одредена мајка, одреден татко, можеби повозрасни дечиња кои што се над 18 години, се со цел да предизвикаме и социјално спокојство кај тие семејства. Јас знам дека нашиот бизнис сектор е подготвен и знам дека секогаш стои на располагање за било какви потреби во општеството, а посебно кога се работи за вака ранливи категории на граѓани. Сум убеден дека ќе дадат поддршка, но еве оваа е активност нова, навистина за едно целокупно функционирање на еден шелтер центар или центар за згрижување на жртви од семејно насилство и оваа карика е неопходна во синџирот наречен згрижување на жртвите.